Ваква е сликата на патот кој од градот води до манастирот Свети Леонти во Водоча, но сликата е иста и доколку се продолжи понатаму по патот кој води до соседното Велјуса. Големиот број верници кои се најавени за посета на манастирите во двете села за време на великденските празници треба да поминат низ неколку диви депонии за да стигнат до крајната цел. Слика која е недозволлива за места кои веќе со години го развиваат манастирскиот туризам, особено поради фактот што културното наследство на Струмичката епархија која датира од првите векови на христијанството, привлекува и домашни, но и странски туристи. Ваква е сликата во повеќе населени места кои во просек имаат по две диви депонии. Секако вид отпад има покрај патиштата, реките и каналите, па така, за да се стигне до некоја туристичка атракција, треба прво да се помине низ ѓубре кое шири непријатна миризба, остава лош впечаток и се разбира ја загадува средината. Комуналното претпријатие годишно 2 пати ги чисти дивите депонии, но тоа не е доволно за ѓубрето да престане секојдневно да се фрла на места кои не се знаменети за тоа. Но пак затоа се очекува хаосот со дивите депонии кои секојдневно никнуваат да биде решен со регионалната депонија. Иако за нејзина изградба имаше обид уште во 2012 година, преговорите пропаднаа, па ѓубрето продолжи да се трупа насекаде. 10 општини на југоистокот во текот на оваа година ќе треба да решат по кој модел ќе се гради регионална депонија, но со оглед на моменталната ситуација и неизвестноста околу одржувањето на локалните избори, одлуката може да се одложи за неколку месеци. И покрај декларативните заложби во долгогодишниот мандат на поранешниот градоначалник, оваа ситуација останува непроменета поради лошите навики на корисниците, но и потребата за поинтензивно залагање од институциите. Неколку граѓански здруженија кои работат на тема екологија, а кои оваа година се добитници на финансиски средства од локалната самоуправа, би требало повеќе да се занимаваат со оваа проблематика, велат граѓаните кои се јавија во нашата редакција да го посочат овој проблем. За доследните празници барем сликата околу манастирите да биде онаква каква што и заслужува да биде.